Другарки и другари, добре дојдовте во ова наше мощне, сериозно предпоставление на бисиметралните аспекти на трансценденталните конјуктивни перфекции низ призмата на геостратешките експлицитни позиционирања. Иако ја гледате нашата Елка, шегата ја однесе господарот на мувите. Повеќе нема простор за шегување, со сета камерна театралност на сподобие ригорозно го менуваме нашиот аспект на согледувања. Нема више керефеки, туку сериозно, длабоко созерцување, торжествено и тајки кон сублигантните предпоставувања на мултиуниверзалниот од кон битието. Нема више бурек. Емисијата го менува името. Од вечерва нема да се вика јади бурек, туку ќе се вика скратено, онака како што доликува на новото време, аспекти на погребните интелектуални ритуали. Ке збориме само сериозност и нема више да имаме зафрканци. Помина времето кога можевме да се шегуваме и се враќаме кон корените на филозофското, кон корените на академското, кон корените на научното. Ја со својата конфигуративност ќе ви оддадам само впечаток дека нема више зафрканци и ментални мастурбации. Ема да збориме академски и само со Питагорина теорема. Прво, тој што ќе се јави, ќе треба да каже колку е збирот на аглите, па од тука ќе почнеме, другарки и другари. Мајку вам капиталистичку, сам вам рекао да чувате братство и единство као зеницу ока свога. Што е ова? Океј, добро вечер, добре дојдовте. Крајно несериозно, така е. Крајно ритуалистички, апликативно, деструктивно. Нешто што се заколнав дека никогаш у живот нити ќе го ставам ни на глава, ни на себе, го направив. За да не испадне дека сум имал некакви блокади во живот. Мислам дека нема по-ретардирана, по-дебилна работа од овие западно-божикни джемперчиња. Епа го купив и го носам.
Ako vi go nosite toj sram, ja so gordost ke go nosam. A moja kapa je samo olicetvorenje na nekoj golootočki zlatni vreminja. Da ste živi i zdravi. Što ke pravime večerva? Gospod napomoš. Ok. Може би ќе ги отворам телефоните, ама чисто се сомневам дека ќе имаме јавувања, бидејќи за да имаш јавувања треба малце со авторитет да влезеш. Види го кај дзирка, а многу се расправа, викам дали да ги земам оние зелени джемперчиња со многу дедомразовци, ама мојве ме убедува не Рудолф. Рудолф, еве. Рудолф. Викам, знаете што е проблем со Рудолф? Рудолф е прекрасен, ама Рудолф, за да биде у кадар, треба широк кадар. Немаме такви камери, се потрошија. Имаме една таква, ама немаме тонер за незе, црно-бела е, што да ти ствари сива е. Знаеш, боите не стигна, AliExpress заглавивме и сега што да правиме? Тоа е тоа. Денеска има убава средба, се сретнав со Рамбо Амадеус во хотел Лимак. Ја уплаќам во хотел Лимак за нова година за дочекот, таму ќе бидам во Sky Барот со госпожата моја. Диџеј Здравко ќе пушта музика. Ми рекоа дека добар микс на хитчиња, а бидејќи јас сум на 20 метри од хотел Лимак, па ми одговара. И за годините, и за така што пар вискија и ќе дееме 2-3 сати, колку да сме дел од општествените движења. Вие за нова година кај ќе бидете, кај ќе чекате? Дома, се знае. Ракија, кифлици, руска салата. Така? За мажите. Жените вино, а мажите ракија или пиво. Како, кој ќе сврти? Туршија обавезно, туршија, така? И тоа руската салата, ја денеска помладиве, не знам дали ќе може да се види се, ја реков, мислам, дома ќе се испокарам со жена ми. Вика многу убаво ти стои, се сликав и испратив сликата у 2-3 джемпера и викам, кој ќе седнам го нема. И што ќе бидам? Ја геј у црвено джемперче. На шо личи ова? Кај е Рудолф? Нема го Рудолф. Еве го дзирка Рудолф. Дзирка. Дзе? Океј. Има неколку работи, ја ќе ја зборам нешто, ќе мелам, па ќе ги пуштиме некаде телефоните, па здравје Боже, ако некој се јави. Многу ми е интересно што и покрај тоа што стои еден неофицијален бан на телевизијава, а и мојава емисија, не е мојава емисија нешто посебно, туку и самава телевизија е маргинализирана од кабелските оператори. Единствено не има најстрейт на Телеком. На Телекабел дефинитивно 10 години, значи пред јас да дојдам, оваа телевизија не може да има јасна програма. Освен кога ќе дојде 3-4 сабајле, кога најмала е гледаноста и тогаш ќе се појави јасна слика и со тоа они се вадат дека кај Совет за радиодифузија, бидејќи се задолжени секоја македонска телевизија да ја преземат и да ја емитуваат. И упорно нешто тврдат дека до нас било и така натаму. Нашиот сигнал го имаат многу кабелски оператори и нема никаков проблем. А еден па, очигледно некој интелектуалец од тука, кога ја регистрирал таму во плановите на еден, ја ставил како музичка телевизија. А музичките канали се доплаќаат 100 денари. Македонец за патриотизам да ти дае 100 денари, вака да го колеш овде крв да му цедиш, нема да се случи. И многу ми некој ќе ми се јават, ја не сакам да ги, што викам, можеш да ја гледаш на еден, само треба да го вклучиш тој пакет. Не можам да го пари на ефтино, мене ми е на Телекабел. Па гледај Телекабел. Па на Телекабел те нема. Па нема сега. Они така одлучиле. И сега што да правам ја? Ама вие бесконечно. Но интересно ми е што кога ќе направиме некоја керефека вака или онака,
Реакции па има. Викам, од кај гледате, нити стримам. Се откажав и од стримањето, се откажав и од телевизијата се стрима на Rumble. Неколку пати ви кажа, 24 сата, можете да ја гледате на мобиле, на PC, на лаптоп и така натаму и така натаму. Ама не. Океј, не навлегувам сега. Ние сме дигитално неписмена нација, сега да не навлегувам во тоа, но народот е крајно заостанува со современите, не современите технологии, туку со најобичните трендови. Мислам да ви кажам дека старци секде у светот уживаат во мобилни телефони, во писи. Знаете како? Ужасот на староста е самотијата. Како стареш има се помалку пријатели. Кој умира, кој се оддалечува, кој други работи и така натаму. Не можеш како во младост. Интернетот, телевизијата, Netflix, Disney+, па ти даваат нон-стоп да се информираш, да комуницираш преку социјални мрежи, да си купуваш онлайн шопинг, бидејќи нели па и не можеш сите овие стресови како некогаш и така натаму и така натаму. Не бре, кај нас многу ми е жал кога ќе ги видам. Оди кутрата баба, сега ајде да кажеш сиромашне, живе у строг центар, има у строг центар стан од 80 квадрата, ама две деца, едниот џанак, другиот отишол у не дојдија некоја, нема кој да ја гледа, она стан не си дава, не иќе у старачки домови. Ај, кај нас старачките домови се уште катастрофа, додека дојдат на едно ниво. Додека на Запад, например, поготово Соединетите држави, има една навистина, како самите си одат, затоа што тоа е заедница, луѓе со слични потреби, слични размислувања, слични години, си живеат во една заедница, во еден лукс, кај што има некој кој да се грижи за нив, и тоа е убаво. Плюс мобилни телефони, социјални мрежи, компјутери. Ништо не може да ти зафали, ни филм, ни музика, ни комуникација со било кого друг. Па да ви кажам дека и младиве исто така се повеќе виртуелно се сретнуваат. Зборам млади, кој ќе речам 30 години, овие тинејџери и така натаму комуницираат они меѓу себе. Добро, тоа е тоа. Така што и мене ми летна пилето. Знаеш како, ја почнав емисијава, кога ја почнав како Абдал. Затоа што дојдов од радио и не ми беше гајле за ништо. Како почнам популарноста да расте, спонзори да доаѓаат и така натаму, супер. Но морам да признам дека последниве години и сам си ја бойкотирам некако емисијата и некои работи кои ми се случија следниот период ми дојдоа добредојдено да онака максимално го спуштам нивото на емисијата, во која не мислам спуштање на нивото да нема што сериозно да се разговара и туку да не се потрудам да предизвикам внимание медиумско и така натаму и така натаму. Немам никакви спонзори, кренав раце, не можам никого да убедам. Ја не, знам како се убедува, знам моите колеги, нема реклама да не е со рекет. На добра волја никој не добива реклама затоа што си популарен и затоа што кај нас кој да се рекламира у било кој медиум, тоа не му носи профит. Знаеш, рекламираш кафе и сега откако кафето се рекламира во Јаде Бурек, сите се на тоа. Не, умре тоа време негде 2008 година. Сега рекламите се, како да ви кажам, донации за помош. Океј, треба да те има, еве, повелете. Но телевизиите се умираат, одумираат. Среќата на ние што сме во ТВ Сонце е што Ѓорѓе Ѓорđ Атанасовски, иако се повлече од многу работи од Македонија, телевизијата, ја мислев дека ќе ја затвори, искрено да ви кажам, но не. Не, ова е, и мислам дека ако треба да се третира, ова е некоја негова задужбина. Што е многу паметно, бидејќи задужбините порано се правеа, нели, у изложба, еве ги моите дела, еве ги моите вестници, еве ги моите колумни, еве ги... Но денеска жива задужбина е само дигиталното, визуелното, аудиовизуелно. И бидејќи емисииве
полека и се складираат, не само на мојот канал, туку нели и на Rumble си иде и стриминг и така натаму и така натаму. Така да неговиот живот и неговото дело се дел од оваа телевизија, он не ќе да се откаже од тоа. Економска причина апсолутно нема ништо. Овде никој од нас у телевизијава не сме способни да донесеме една реклама или барем да ги покриеме трошоците месечни. Не сме. Но тоа одамна не се ни многу. А зошто не сме? Затоа што за да направиш такво нешто ти треба партија. Таа партија треба да ти помогне, самата партија, и партиските компании кои се блиски до таа да се рекламираат кај тебе. Плюс невладиниот сектор, ако си близок со таа амбасада, оваа амбасада и така натаму. Џорџ, мене ми беше нејасен кога дојдов, покажа дека има олкај кохоњас. И ми рече, никој не треба, никој не ми треба, никој... Зошто? Џорџ го направи она што го направи Елон Маск. За жал, мојата публика сигурно не го следи. Тој е човекот кој дефинитивно ќе треба да му дадеме потполна власт. Не само со Америка, туку со светот. Ајде ќе просурвам. I don't care, ние сме... Рудолф бе, кај ти е носет? Вака да ја кренам малку поише, може? Ака. Сигурно сега по телевизиите вика, види го дебелио бе, будала бе, на години гледа, прави будала од себе. Yes, супер. Ако заклучувате дека сум луд, будала и ненормален, јас сум ви благодарен. Тоа е мојата цел. Сакам таков да ме перцепирате. Океј, да го барам Елон Маск. Елон Маск се опрчи 40 милиарди да го купи Твитер, кој го прекрсти во X. Профит, далеку од профит, но дефинитивно ја разви и ја дигна мрежата и направи многу, бидејќи Твитер беше под контрола на демократите. Значи, анти-Трамп, анти-црква, анти-ова, анти-она. Значи, само геј права, трансродови права, маргиналци, така натаму и се оно што се спротиставува. Не дека тоа е непотребно, напротив, немам никаков проблем. Но нив ги користат како маша за контрола врз оваа другава страна. И затоа тука иде конфликтот. Не тоа дека има некои хомофоби или трансфоби и така натаму. Не, тоа е наметнато од нивна страна. Маск го купува и вика, мене ми е да ја вратам демократијата. Цивилизацијата е во опасност и може да пропадне затоа што има сили, овие, кои тоа го посакуваат, кои барат. Ако се сеќавате кога Трамп ги доби изборите, колку беа сите шокирани како тоа Хилари Клинтон не стана. А сите збореа дека со доаѓањето на Хилари треба да започнат војни низ целиот свет. Некој вика светска војна, ја не верувам во светска војна, туку контролирани конфликти низ целиот свет. Како Трамп си замина, за време негово немаше ни една војна. Се разгореа војните во Украина, се разгореа војните на Блискиот Исток, сега Јемен и Црвеното море, ке се префрли полека и накај Тајван и така натаму и така натаму. Сакам да кажам, Елон Маск, она што треба да го разберете за него, доста со тие балкански квази религиозно антагонизми, западни сатанизми. Немаш капацитет, прво, никој од вас нема капацитет да препознае демонологија. Демонологија е продуховеност. Може да ја перцепира само продуховен човек. Не сте тоа. Не сте тоа, бе, сватете. Да сте,
вие ќе бидете замолчани. Човек што е продуховен и што се сретнал со тоа и се соочил со тоа, он не збори за тоа. Јас сум се сретнал со луѓе кои не како на филмовите, не е тоа таков екзорцизам, но се соочиле со такви нешта. Не е тоа за муаве пјампање ово, она. Ја прочитав, ја ми кажа, мене ми се виде. Не. Тоа е па демонологија. Вие сте обседнати ако мислите дека имате. Сакам да кажам дека Илон Маск е генијалец. Неговиот мотив, бидејќи со години го следам и сериозно ме интересира шо правам. Не е он само Тесла автомобилите и ова што иде у космос. Он има цела серија на идеи кои се на рап на лудоста, кои никој не би ги финансирал, но своите огромни пари он ги вложил во тоа. Создаде култ околу себе од неговите производи, онака со многу поголема леснотија од што го направи тоа Apple со iPhone-от. iPhone може да го мразите, но iPhone е како религиозен објект. Тие што се на iPhone го обожаваат. Неќе да чујат за ништо друго, никакви алтернативи. Тој дизајн па е врвен, тој е американски производ, идеја, може би најдоброто од Соединетите американски држави, од западот што е произлезено, а се произведува во истокот, во Кина, сега во Индија. А Елон Маск и Apple заглави тука. Лаптоп и не, само телефон, добро, и компјутер, чатпат, ама маргинален му е компјутерот. Телефонот е. Овој прави страшна лепеза. Но друг пат за него. Она што ми е битно сега низ муабето што го тркалам, Рудолф, шо пеш бе? Пасеш треба? Чекај, она се... Ненормално. Направите снимите ова и смевајте ме по мрежи, оне клипчиња на TikTok. Гледате го ненормалниот будала. Кретен, свиња дебела, види го будала, прави глуп, види го колко е глуп. Бидејќи, нели, јас имам сериозна емисија која се вика Погребните ритуали. Така што нема више јади буреки за фраканци. Ние сме сериозни, како што гледате. За да обстане било кој медиум, мора да има спонзори, да се рекламираат. Колку е поголем медиумот, толку рекламирањето има поголем ефект кај самите оние кои се рекламираат, бидејќи им носи профит. Но, бидејќи на Запад сега има, истото и кај нас го има, не си со нашите нема реклама за тебе, ама популарен сум профит. Ке иде спротивно од себе, ама нема тоа да го направи, па да го смени ставот, па не знам што да е. Као Bud Light. И сега се соочува, го уценуваат Елон Маск, нели, го прашуваат, како е, дал ќе го продаш, не го продавам, вика X, Twitter. Реклами и меѓу најголемите оние кои се рекламираат е Дизни. А Дизни последниве години отиде многу woke. Не е broke, ама отиде too much woke. Почна да изменува историјата на сила, ставајки ликови кои ни по раса, ни по пол не одговараат на историските ликови со кои сме пораснати. Ахил, црнец, малата сирена, црнкиња, не дека има некаков проблем со тоа и така натаму. Туку насилно се прави со агенда за да се наметне и да се покаже на малцинството, да се наметне туѓа волја. Направи ти некоја црна принцеза, тераја, ово. Осте ги децата црвенка, па е црвенка, па не може сега црвенка па да ја правиш, не знам, поларна мечка. Туку, да се вратам на Маск, Дизни му вика, мора да го смениш ставот, бидејќи сега, кога почна конфликтот на Блискиот Исток, во Израел, почна сериозна цензура за тоа секој што е против Израел и Израел што го прави,
да биде цензуриран, да биде тргнат и така натаму. Умеѓу време, Елон Маск ги врати сите оние кои беа избркани од Твитер. Карлсон, Доналд Трамп и еден куп луѓе, некои абдали како мене, кои за американски појми се многу нели, многу повисоко ниво. Значи, вака, што ја да зборат. И све беа тие избркани. Он им дозволи. Не затоа што се слага со нив, туку смета дека во демократијата не смее да има цензура. И се овие му викаат, на Твитер има многу антиизраелски ставови. Да, вика, има и многу антипалестински. Значи, и едната и другата страна се за тоа. А не може тоа. И му се закануваат од Дизни дека ќе го прекинат рекламирањето. А Дизни е еден од најголемите спонзори кои се рекламираат таму. Не, спонзор е друга работа. Кои се рекламираат на платформата, нема да се рекламираме. И Елон Маск во овој мод долг вовет на Deal Book Summit, се вика, го прашуваат, он и малку дислектичен, иако е неверојатен мозок, но е малку дислектичен, тешко збори, но во секој случај го прашуваат што правиме ако се повлече, например, се повлечат. Он го кажува следното. Во смисла се обраќа на Боб, ќе чуете. А Боб е извршниот CEO на Дизни. Колку и да сте неписмени, не знаете јазик, што е трагично во 21 век, ќе разберете што Елон Маск на глас му ова е без преседан. На вакво ниво, вакви луѓе, со вакво обраќање на некој тешкаш кој ти носи милиони и така натаму и така натаму. Ми исклучиш мојот микрофон, а ова мислам дека ќе го пуштиме 2 пати у луп. Трае минута и 22, значи 3 минути ќе го ставив и македонски титул, ете за оние што не можат да се снајдат во говорот на англиски. Може. Elon Musk, in his first interview since... If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. Elon Musk, in his first interview since publishing a post agreeing with a user making an anti-Semitic comment earlier this month on X, apologized for what he called his dumbest ever social media post. But he lashed out at advertisers leaving the platform. I hope they stop. You hope... don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. But go yourself. Is that clear? I hope it is. Well, he didn't hold back. A slew of brands, including Disney and Apple, decided to stop advertising on the platform earlier this month. This after a report by liberal advocacy group Media Matters said their ads were appearing alongside pro-Nazi content and white nationalist posts. Earlier this week, Musk visited Israel, where he spoke to families of Israeli hostages, as well met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. But he says the trip was not an apology tour. Пошто имаше бип, да ви кажам на кирилица што му кажа. Боб, go fuck yourself. Ама вика, што ќе им кажете на овие што се рекламират? Не се рекламирајте, бе. Не се рекламирајте. Не дозволувам никој да ме уценува со реклами. За разлика кај нас, каде што, не дај Боже да ти стигне реклама, некоја амбасада, некоја пивара, од негдека. Па тоа е целивање задници додека не пожолтиш фацата како жолт лимон. И викаш,
kako se to radi? Ili nekoj kamenolom, ili nekoj rodnik. Wow, ili benzinska pumpa, ili nekoja pivara. Wow, čovječe. Ili ako stigne od nekoja ambasada. Wow, čovječe. Slatki se, dobri pari se, osobeno ovije što se provladinive. 140 miliona se dadeni. Vremena izborite. Zato što gi kupijal duge na koji vi verujete. I namjesto ona što go gledate se gušite u smrad. Životov je se poskap. Otide. Zemljava ništo ne se slučilo se ruinira. I ovi vikat, ne be, dobri se ovije da glasate oti ovije, ako dojdat na vlast mnogo je položivije. Da. Ne, ja sam slobodna i inteligentna ličnost i jaz na vistina, da, ne sam zadovoljen od vlast, amak je glasam pak za ne, zato što na vistina argumentite što mi gi prezentira. Prc! Izvinete za ova, u stvari ne se izvinuo. Vi ne pobaravte izvini i od Zoran Zajev koja praviše prc. Togaš. Sorry. Nemam namere ni jaz. Čekam s ove za radiodifuzija da isprati kazna za mene. Dobro. Kja ležam. Ako može jedno 3 meseci na robija da me pratat. Šteta nema. Da, može bi deluo malce vulgarno, ama znaš kako? Na tije medijumi gledav me i nemaše nikakvi reakciji, go gledav me našия premijer kako pravi. Da, nekoj će se javi da go kritikuje. Sorry be, dečki, imаше 200-300 hiljadi što glasa za njega, da, onda ne pravime muavet. Ja sam go kažal i ke go povtoram. Da sam ja lider na opozicija i da mi reče, daj da vidame kakvi se rezultatite od glasanjeta, od anketite. Gospodin Ilkovski, vije kako lider na opozicija ste na prvo mjesto со 40% гласови favor за вас. А вашиот опонент, сегашниот премиер, има 25%. Молам? Да, го газите 15% го газам. После све ова, не. Ја отказ давам. Лака. Се соблакам сега зимно време, у спидогачици и си одам дома пешки. Кучиња да ме јадат по улица, у ендек да паднам, орли да ме докусурат. Вашата коалиција води преку 50%. Добро, тоа е фино. Како е власта? Они имаат 27%. 27%! И бланк, еве ви, доживотно да ве владеат. Затоа што ова треба да биде со консензус. Крај. И, тоа е моје мислење. Ние ќе имаме блиски избори напнати. Бог да чува после све што преживеавте. А да не зборам што се случува со Министерство за образование. Јас сум фокусиран на нив. Оти сите го заборавивте. А знаете зошто? Затоа што си ги пуштивте децата низ вода. Ја не сум, колку што сум луд на власта, што даде на најнеспособните кадри да водат Министерството за образование, толку сум и на родителите што ќутевте, дозволивте. Ви ги содомизира децата. Ама ви одговара, кој ќе се нервира, кој ќе се снајдат децата. Вие, не си ги сакате децата. Имате само некаква импулсивна хистерија на посесивност кон децата. Љубов, да имате искрена љубов, нема да дозволите така некој да ви прави на вашите деца. Колку време немате учебници? Колку време учебници не сте виделе? И тоа поминува кај вас, мртви ладни. Еве само да ви покажам
Што прават од вашите деца? Режија, дај го компјутерот мој. Ова се резултатите. Извештајот е објавен од Радио Слободна Европа. Медиум кој максимално правеше оваа гарнитура, оваа ваква власт за овие програми да бидат фаворизирани, а оние претходното не. Програм International Student Assessment за PISA, ја го објавив неколку пати, еве какви се резултатите. Во 2000 година читање со разбирање 38 место Македонија, математичка писменост 38 место, писменост по природни науки 36 место. Во 2015 читање со разбирање 69 место, математичка писменост 68 место, писменост по природни науки 69. 2018 66, 67, 62. Читање, математика, природни науки. Во 2022 читање со разбирање 71 место, математичка писменост 61 место, писменост во природни науки 68 место. Што ова говори? Уназадување на општото знаење и образование и интелектуална надградба кај младите. По мене ова е геноцид. По вас киткави вене. Не ми зборите дека ние имаме семејни вредности. Семејна вредност се заснива на љубов. Љубовта бара жртва и никогаш нема да дозволи свое дете да му биде унаказено интелектуално, духовно, бидејќи не треба рака да му исечеш, доволно е да го направиш неписмен, за да цел живот лепи плакати, за која ќе заврши факултет да работи у локалната некоја самоуправа која ќе биде под раководство на партијата во која неговите родители вложувале со гласови, лајкања и така натаму и така натаму. Хаг за ова треба. Хаг злосторство против човештвото е ова. И кога ќе биде еден ден оние што се одговорни, прво е ја нема да застанам да јадам бурек додека не видам сериозни ревизии во министерството, затоа што таму се испраа огромни пари за наводни програми. Програм, знаеш ли што значи? Програм мора да даде резултат, барем повисок коефициент на познавање, на знаење, а не уназадување. Се повеќе пари, а се поуназадено. Кај отишле тие пари, бе? Кого правите будали? Некој ќе рече, а види, Јанко, по национализам, нели? А види, албанците, ово, она, ваму, там. Знаеш што ќе кажам? Дека албанците си ги уназадуваат собствените ученици. Кога ќе му дадеш преодна оценка само затоа што има врски, ова веќе не важи за македонец-албанец, тој не може да биде ај нека помине. Зошто да помине? Зошто да не научи? Зошто да не знае? Значи, што ќе му е тоа, не му у животот? И онака ќе го пикнеме негде као јано, клати врата, земај плата. Тоа е сонот. Ако ќе те пикне тој у партија, па не можеш да писнеш против него. А можеш. Можеш да гласаш за кого сакаш. Но толку сме расипани, да иако, ако некој ти направил услуга, а го гледаш дека е крадец, дека не го бива, дека лошо работи, дека е дно, можеш да го казниш заради негово добро. Затоа што ако му дадеш за право, он вика, па чекај, крадам пари, имам лоши резултати и овие ми даваат за право. Па терај така. И оној другиот што ќе се замени, така е, нема проблем. Прво доаѓа и си купиш нова гарнитура, кола, плата, почнеш шетање некакви програми, ово, она, и нема ништо. Зашто?
Те гласат, ќе завработиш сега ти едно 100, 200, 300, 500 твои, тие по 4.000, 2.000 и тие ќе те лајкаат, ќе те ова. А идеш на гласање, каде е дебилизмот? Идеш на гласање и си заштитен. Никој не може да види за кого гласаш, како гласаш, све. Ке гласаш за мене, како не? Пази што си рекол, за... Готово бе, нема проблем. Thank you and fuck you. Fuck you, Bob! Како викаше како ве рече Елон Маск? Fuck you, Bob! Нема да ме уцрнеш. Зошто? Си ми направил услуга, окей. Треба да ти возвратам, окей. Ти бара, вие станувате соучесници во заглупувањето на сопствените деца. Вие станувате соучесници во неговиот криминал. Пази, не зборам за МВР, не зборам за здравство, онкологија и така натаму, не ги ни спомнувам очигледните. Зборам овдека за сопствените деца, кај што треба да имате најголема емпатија, кај што не, све, али децата ми се број еден. Па не ви се. Сори, дечки, не ви се. Се додека не биде, знаеш како? ...61 пратеник опозиција. Бе, какви 61? 81! Да вака со лупа ги бараш овие сега што се на власт. Да ти кажам, тогаш, кога ќе клапнат, кога ќе ги снема, само така можат да си го исчистат собствениот двор од ѓубрето и да засадат нешто ново, здраво, убаво, паметно. Абе, што сакаш да ви кажам? Еве ви го Јувентус, не можам да го поднесам ја Јувентус. Јас сум Милано. Што се случи? Јувентус и Милан ги фаќаат како местат избори, крадат, подкупувале и така натаму. На Милан му одземаат 20-30 бода, што ти ја знам, Јувентус го фрлаат у втора лига. Ригорозна казна. И Милан, нема проблем, она издржа некако и така натаму. Јувентус година дена, тие што беа само за пари и слава си отидоа, останаа најхардкор. Дел Пиеро, овој голманот и така натаму, не го следам тонко. Што се случи со Јувентус? Јувентус така се препороди да 10 години никој, ако не и повеќе, никој не можеше да го победи. Абе, тоа беше страшна машина. Абе, неверојатно. Зошто? Се ресетира. Таа казна што ја добија им е најголемата награда што можела да им се случи. За разлика од Милан, кој не беше соодветно казнен, не можеше па до Златан Ибрахимович да крене глава за истото време. Така и со партии, така и со се, така и во животот. Некои ми викат, ми се сите за мојата тешка повреда што ја доживеа. Колку сум благодарен за тоа што ми се случи. За тоа што се покажаа лица. Се расчеличив. Ми се свртеа некои добри филмови у глава. Осознаваш некои работи. Низ болка и низ страдање можеш само подобар човек да станеш. И јас сум преблагодарен. У овој момент, ако мисли некој дека е клетва, дај Боже, вторава нога. Ма не да ја пресечам така, да ја ампутирам вака, навија. Не ми треба. Само да не бидам како вас. Ма еве ви ја ракава, јазиком, главава. I don't care. I don't care. Океј. Ќе ги пуштиме телефоните? Ајбе, ќе ги пуштиме телефоните, што ќе прави? Ајбе, што ќе правиш дома? Жени не чекаат, ќе треба... Слушај, луце, абе треба фала да ми кажете што седиме овде. Дома што ќе правиш? Ќе миеш садови, ќе переш, ќе пеглаш, треба да усисаваш. Па уште, ти денеска зошто не си завршил? Ти денеска, вака дур се вратиме дома, оние веќе клапнати, заспани, ти веќе, фала ти, Јанко, што... Абе, едно цвече, бе, стварно една крем банана од фала да би... Папучари една.
Ajde pobrzo završi da si idem doma. I što će preći doma? Ke seckam salata ruska. Postoji žena ti? Ne, ona mi reče jada. Muži, krastajici ste stanale. Ja go slušam telefon od gore дека звони. Се исклучува? А сами се јавуваат. Ама тоа се овие редовниве, што они истите при... Ако бе пушти го, ајде. Ако се јави некој на мојав телефон, ќе го пресечем и ќе го вклучиме, окей. Добро вечер. Имаш некој на линија? Имам ја, Добро вечер, повелете во програма сте. Dobro večer, Janko. Добро вечер, гледачу. Kaj si me, drugar, be? Под кај си ја сме, другарке? Jademe banani, a? И тоа криви. Pa krivi. Na televizija, na Beogradska televizija, odavno pred koja godina, така? Ај честито за Вучич тогаш, да ти честитам за Вучич. За Vučić neka je zdrav i živ komšija. Ako imaš dobar komšija, dobar si i ti vikat. Твојве не успеа да му направат шарена револуција. Ај до година може би. Ајде година, да само ова да ти кажем много интересен вице. Кажи. И еде на пазар, оди на такава и вика, јели вика друже да те питам, вика, зашто е крива банановик? Вика, иди пише неки мајмун, вика. Кирево смење. И так. Како си ти со здравје бе, добар си? Бомба. Леле, што вампир си, не се дава. Нит се разболуеш, нит умираш. Има пензија да им земаш 30 години да те мразат у пензијски фонд. А лалда ти е. Јанко, Катерина Ковачевиќ ми е матична лекарка. Аха. Амбуланта во мене ми е 50 метра од мене. Ова ти е спонзорство, те спомнав на телевизија и утре лекови, витамини, кондоми, Виагра има да фрчаат вака гратиси. Знаеш што пием ја само? Виагра. Бекомплекс, не бе. Не ми дошло јучер тоа. Не ти треба тоа, а? Бекомплекс и аспирин стотка, ништо друго не пием. Така. И никогаш не сум бил кај матичната. По телефон ми се јава, ме нема, ја да и се јавам, она вика, кај си вика? Викам, тука не ме докоси. Вика, материја, што бара, викам, кај тебе. Нема ја кадар, остајме, ја многу сум симпатичен вечерва, се обожавам. Ми иде да ја залапам камера, каква лепота суха. Кажи ми, што е рецептот за долговечност и добро здравје? Вака, под број 1, дисциплина во јадењето. Ајде, се. Под број 1. Марко, гаси го, не, гаси емисијава си одиме. Дисциплина. Ја многу сум дисциплиниран. Ја реков ке речеш редовен секс, јадење јаболка, рекреација, ово, Тоа сакаме, неќеме. Ајде. Ама ова е основно. Јас 2 пати на ден јадам, појадок сабајле, у 6 сабајле, Добро. и во 16 часот ручек имам. И тој термин не го мрнувам од кога сум веќе у пензија. 23 години, 24 Навечер нема години. јадење, ништо. Не, сега, пред моста мандарини јадов, едно двечки, така, Добре, убави тоа е као мандарини. сокче да ти било. Така, не сум баш многу јадења, ретки, али така. Добро, Важно. јадењето е разноврсно или поише на месо, на зеленчук или све? Све што е во тек на времето. Сега значи како што оди сезоната, така. Значи, дисциплината е само у 2 оброка, така? Кај мене да. И тие А, 2 веројатно оброка имаш ограничување колку ќе изедеш што или колку ти душа сака? Да, во лемот и во да речеме сабајлето имам 10 разни јадења,
од путер, од кајмак, од сирење, имам башка овче, башка кравио, варени јајца некојаш со ајвар, со тие работи. Значи, 10 јадења, 3 пати месечно истото јадење го јадам. Ручек, задолжително ми е месо, да ти кажам. Многу сум месар, сакам месо многу. Леп, дали јадам 2 залака или не, а салата кркам не ми особно, што и да е. Да си жив и здрав. Тоа е. Добри совети даде. А најмногу храна ми е комуникациите, да имам со пријатели, со другари. Тоа најмногу ме одржува. Марко, памтиш што ти зборев пред емисија? Го слушаш што кажува? Биди ми поздрав, фала што се јави. Секој е добро, поздрав. Поздрав на твоите дома. Ако не се слушаме, среќна нова година, добро здравие, тебе и твоето семејство, на телевизија Сонце, на сите граѓани во Македонија. Фалемендери. Да здрави и живи. Добро. Мендеркош, ти мене ми викаш фала на честа, ја ти давам со чест да си, да го преведам тоа, да го разгледам. И тоа е тоа од мене, од нас, од Буковиќ, убави од Буковиќ. Си седам у село, уживам бате чист воздух, што се сега пред масе чув на канал 5, дека пак Скопје најда гаражат, ја не одам, ама у петок морам да одам до Дареджамба со сосаматино најден, морам да одам. Ама еден саат, не ми толку ќе бегам. Поздрави се најбо. Фала многу, поздрав, лека ноќе и пријатно. Имаш друг гледач на линија тамо горе? Ги исклучи телефоните горе. Исклучи ги телефон или не знаеш и прошто. Пошто овој е телефон, само овој, тие фиксните да не се малтретираш. Океј. Што имаме тривија? Ајде тривијата ќе оставам за крај. Туку она што сакам да ви го кажам е дека се случува голема криза во светот и ќе биде економска. Дали памтите пред некоја година кога во Суетскиот канал се заглави еден брод и многу недели не можеа да го одглават, па целиот транспорт беше пренасочуван преку Африка. Имено огромен дел од светската трговија се одвива преку Суетскиот канал и прекинот таму има страшни последици по светската економија. Но за тоа потоа имаме гледач на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јас сум Снежана од Битола. Мило ми е. Сакам да кажам за многу луѓе, мислам, ке помогнела во цела Македонија. На 1.9.2017 година матичната докторка ми рече дека по крвни резултати лажни ни направили од клиничка болница. По наредба, најверојатно нарачател ми е инспектор од ДБКБШ, сега е началник. Значи, повеќе пати беше бркан во ОКП, во погранична и па враќан. Нарачател ми е тој, ќе каже на крајот зашто видов дека е тој, ми каже дека имам таква леукемија, на милиони еден се родвал. Матичната ме убеди да отворам трансакциони сметки по сите банки, ќе ми помогне таа мајка му и сестра му нејзина, ќе поставиле кути да се собери пари и дека операцијата кошта $90,000 американски. Значи, тоа беше иста решината мој, знаеше дека јас одам на болница да прам крвна слика. За да реков неколку дена да земам боледување, бидејќи малото ми беше прваче и живеев сама со него. И што добија со тоа што ви Со дале? тоа јас... Мом? Што добија они со тоа што ви дале лажна диагноза според вас? Јас добив преголем стрес, 48 сати плачев и тие се многу пари. Многу ми е жал, ве сваќам, но зошто тоа го направиле? Сега ќе ви кажам, значи мене ми правиле мобинг од прв ден на 1.6.2004 година, кога се вработи во СВР Битола, бидејќи бев јас од резервниот состав
во МВР како сестра во специјалните единици. И како што рече еден екс-началник Любомир Ѓурчевски, дека сите бележани што сме биле доброволци на сите начини можни ни наштетуват. Мене прво ме пуштија во селска станица 2 години. Не, Пешки, добро. пешки. Господјо, Да. ама стварно Не, не сакам да можам, кажам ова не за можам долго крвната интервју, не можам сега долго интервју да правиме Не, што не, све да. сте поминали. Ја Значи, напред- искрено не ми е јасно зошто тоа ви го правеле. Перат пари, господине, перат најверојатно тука. Како перат пари од вас? Здрава права ме пуштае Турција, најверојатно на турска болница ќе му даде 45.000 долари и тие 50.000 долари ќе ги поделија командирот за медикот. Така. ДВК ќе ги Да. подели матичната, ќе подели клиничка Океј. болница во Да. лабораторија. Ве разбрав. Дали тргнавте во некаков судски процес? Не, јас одма пратив слики кај докторка во детски хирург во Скопје и детската докторка ми рече дека провери си во друга лабораторија. Отидов во друга лабораторија приватна Костурски, резултатите ми беа нормални, пренормални. Значи, ако тргнав јас, во полицијата ќе ми измислеа приказна зашто сум појде на Турција. Ме убедваше докторката, не знаеше Океј, дека... добро. Што сега ќе направите? Ете, вие сте убедени дека сте здрави, имате доказ дека они дале лажна диагноза, намерно, ненамерно, тоа ќе треба да го докажете. И сега што ќе правите? Сега не можам ништо да правам. Од тогаш ми направија уште 5.000 и полоши работи. Добро. Важно- Премногу полоши работи ми направија од крвната слика што ми ја дадоја, бидејќи јас му реков на самите резултати, не самото тоа дека се премногу пари, дека без разлика, ми рекоја дека, му реков јас не знам англиски, не знам турски, дали ќе се снајдам во Турција, дали ќе најдам болницата, и дали постои друга болница што е во близина, ми рекоја може исто Белград, што одеме кај те Белград, и јас реков имам таму Добро, родини, можам... господјо, фала ви многу. Ова сега веќе и диалози, ја вака на телефон, стварно и да сте ми блиска, тешко е за слушање. Имате очигледно Сакам да дам мислење, Што сакате? на втора лабораторија, да не одма берат пари и ги заминуваат во друга држава. Така, тоа е многу паметно и многу добро. Што год да ви кажат, second opinion се вика, второ мислење, проверка, дали е тоа така, и ова се сериозни обвинувања. Сакам да помогнам на многу луѓе, значи, да не со прво мислење заминат наеднаш. Фала ви многу. Може да кажам нешто и за семејното насилство. О, господја, Да многу жени ти помогне медачина. ајде, само ве молам на кратко, нека биде. Добро, значи со семејното насилство исто перат пари, тепаните жени не му помагат, ги носат долу по визбите, си имат шеф во Битола, имаме прилепските села, тука се изживува со жените, разни начини, да не, пократка да бидам, со дечината ги уназадват, ако сакат да ги носат во ојо, јас го однесов моето дете, непознато лице влезе, не го пушташе полицијата да влезе, упорно му тропаше насилнички, го пуште. Значи, од другата страна, му вели обвинителката, гледај се во камера, а од другата страна стават во канцеларија, мажат. Каква му е камерата? Толку интересни фаци, страшни му прави на дете, и сега, бидејќи има едно друг случај што треба да се носи на мало дете за булинг што му правиле, му реков, немој да дозволуваш да го носиш детето во ојо. Си играт играчки, стават машко лице во канцеларија и му прави фаци на камерата. Му прави стрес. Зошто сака да ги уназаде децата, ми е зборот да ги прашам обвинителките од Битола и од ЦСР вработените. Зошто? Значи, тимоте не се сите исти, кај мене се пишани дека биле 5 на тим, а беа 2. Значи, како смеат тие да се подпишват, воопшто не дојдоја. Добро. Господјо, вие работите ли сега, имате некакви примања? Мене ми го одзедоја пиштолот, потврдата ми ја сменале од настан член во казниво член. Значи, тоа што е најлошо, ми го направија. И јас не се плашам, ми го уништи живото полицијата. Ми го униште. Работите сега нешто? Работам сега во управни служби. Тука се погоди еден началник. Значи се уште сте ве молам, господјо, не ме интересира кој е добар, кој е лош. Сакам да ви кажам, останам жива. Океј, фала ви многу. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Значи
ве оставам 5 минути ваше на 2 прашања, ако не ми одговорите директно, окей, ве разбирам. Знам дека имате проблеми, ама сега како ја ме интересира, овој бил многу фин човек, овој не бил. Мислам, се разбираме, така? Да, вие разбирате, разбирам и јас. И ме разбирате зашто вака можем, иначе целовечерно интервју да не правиме. Океј, има некои пропуштени повици, сега телефонот е слободен, одиме со следниот гледач. Ја треба оној Panasonic да го земам. Туку, ајде идеме со следниот, па на крај ќе завршиме со оние две работи. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало. Ало, добро вечер, ме слушате? Добро вечер, се слушаме? Да, повелете. Само да го исклучам телевизорот. Ќе почекаме. Имаме време ние до сабајле. Може да зборувам? Може, како не, повелете. Вака. Добро направивте што на господјата и дадовте малку простор, неколку минути. Тоа беше добро. Секако треба тоа да го белодени, ама не само кај вас тука да речеме. Да го белодени и во други некои телевизии, така натаму. Ова е случај. 10% да е точно, ова е вистина голем случај. Треба да се разоткрие, да се види кој тамо ги матит работиве. Ова е веќе криминал, она што го кажата. Али ако е точно, едеме, така? Видете, Јанко, ме слушаш, Јанко? по нели, дојавен глас, еве јавно, јавното обвинителство може да отвори или не мора да отвори истрага, да види дали има ова некаква основа или се само шпекулации. Не е ни мое, не е ни така што ако лично трпи неправда, јас секогаш и за најмала сетница ангажирам адвокат. Не би се јавувал по телевизија искрено да кажам, но тоа е мое. Добро вечер, сега иначе може. И навистина таа треба си бара некаде да искажи се повеќе. Заборавете, а неа, вие зошто се јавивте? Ало? Ја не сакам кога гледачите се коментираат едни со други. Секој си има право став, па дале поддршка или не, дале поддршка, мислам, безпредметно е. Ништо тоа не значи. Ако имате за некоја тема, зборете за себе, за вашето искуство, а не за некој што се јавил, дали се слагате или не со него. Ало, добро вечер, повелете во програма сте. Повеќе го слушам вашиот телевизор, одошто вашиот глас, извинувам. Ако може да го регулирате тоа и продолжете слободно. Ало. Да, ве слушам, повелете. Добро вечер, како сте? Благодарам, повелете. Добро. Океј. Еднаш секој има шанса, може уште еднаш, ако се овако пак е. Другар, стави туршија? Да? Пресол или кисела? А зелка? Имаш ти зелка? Не, а? Прашај го другиов? Ало, камера? Има? Ајбе, колку и да кошта, донеси една главица за... Не може, а? Тоа е тоа. Нема више зелки како што некогаш немаше куќа да не ставаше зелка. А она не ми се купува пакуваната затоа што има конзерванси во неа. А на пазар не сум убеден дека е стварно стасана, а не со врела вода, знаеш. Бидејќи тогаш ги нема оние пробиотици што ги има, бидејќи киселата зелка е, па буквално да ви кажам дека канцер лечи на страна. Све. Колку е здрава за организмот. Океј. Ево вака сега. Добро.
9:37. Ај ќе ја привршуваме емисијата. Убаво се. Добро се слушаше вака од телефончето, така? Па да, добро, па да. Па да. Кажи ду, кажи а, кажи ду, а. Океј, ставам flight zone. Океј, да не звони. Дај го сега компјутерот. Голема криза е на повидок. Целиот свет ќе страда, цените вртоглаво ќе пораснат, а причините се невидените конфликти на Црвеното море. Откако изгубувна војната на 7 октомври меѓу палестинско војно политичката организација Хамас и Израел, бунтовничкото движење Хути, шиитско војна политичка организација која го контролира северозападниот дел на Јемен и ужива поддршка од Исламската република Иран, почна да го напаѓа Израел и комерцијалните бродови што пловат по Црвеното море. Поморски пат кој е многу важен за глобалната економија бидејќи ги поврзува Средоземното море и Индискиот океан. Гледајќи дека Црвеното море веќе не е безбедно, големите бродски компании како Маерски, Симија и CGM почна да го избегнуваат. Секретарот за одбрана на Соединетите држави Лојд Остин, кој пред некој ден или денеска е со петата флота во близина на Израел, се појавил таму, што е без преседан. Организираше состанок со 43 земји, Европска унија и Организацијата на Северноатлантскиот пакт и им рече дека нападите врз трговските бродови во Црвеното море веќе оштетиле глобалната економија и светската заедница мора да одговори на нив. Соединетите држави претходно оваа недела објавија дека е формирана меѓународна безбедносна работна група, операција Чувар на просперитетот, која ќе биде задолжена за безбедноста на комерцијалните бродови на Црвеното море кои влегуваат Велика Британија, Бахрейн, Канада, Франција, Италија, Холандија, Норвешка и Сејшели, пишува Јутрниот лист. Хутите веднаш реагира, дури и ако Америка успешно го мобилизира целиот свет, нашите војни операции нема да престанат додека не заврши геноцидот во Газа и не се достават храна, лекови, гориво до колените жители на Газа без оглед на жртвите што ќе ги претрпиме, рече Мухамед Ал Букаити, член на политичкото крило на движењето Хути. Еве што треба да знаете за кризата во Црвеното море. Кои се Хутите? Гледате само како од корона се префрла, прекинува короната, се префрла Украина. Украина ја снемува, почнува Израел и Хамас, нели палестинците, и сега се префрла Црвеното море. 43 земји се, многу интересно овака да се следи глобално геостратешките поместувања како ода. Хутите се дел од оската на отпорот против Израел вооружени од Иран, вклучени во граѓанска војна во Јемен, започна од 2014, односно кога го освоја главниот град на државата Сана и извршија државен удар. Од тогаш тие се борат против интернационалните сили предводени Саудиска Арабија. Хутите тврдат дека успешно нападнале некои вредни енергетски капацитети во Саудиска Арабија и така натаму. Зошто Црвеното море е толку важно? Се проценува дека 12 и 15% од светската трговија минува низ Црвеното море. Теснецот Баб ел Мандеб, кој го поврзува Аденскиот залив со во Арапското море, дел од Индискиот океан. Политико наведува дека тие 12 до 15 светски занаети представуваат 30% од глобалниот контейнерски сообраќај. Покрај тоа, меѓу 7 и 10% од нафтата, 8% од течниот газ се испраќа на тој начин. Некој ќе рече, па добро, а 100% не е. Но овие проценти што треба да разберете, ако се изреметат, цената на транспортот енормно се качува затоа што, гледајте, еве да ви објаснам, да го видите каде е тоа. Суетскиот канал, го знаете, е теснецот. Нели? Ова е Црвеното море и ова е тој теснец кој се спомнува. Еве го теснецот. Ова е Јемен, а ова е теснецот кој изнесува, па, да речеме колку е, 15 километри. Што значи немаш многу простор било каков брод, едноставно е жива мета. Они ги напаѓаат и ги гаѓаат со, ајде да скратам да не го читам целиот текст, ги напаѓаат бродовите со дронови. Тоа се ефтини дронови кои коштаат околу $20,000, што е преефтино, Иран ги прави,
и такви им джиткаат нон-стоп огромна количина. Сојузничкиве сили, што се, не знам, Америка, Британија и така натаму, кои испратија веќе своји бродови, бидејќи беа они од Јемен, го напаѓаат и Израел. Еве го гледате, северот на Јемен, овдека е Сана, еве Сана, овдека е Саудиска Арабија, но од тука они дофрлаат и до Израел. Веќе е напредна технологијата и така натаму, така да веќе ваква борба прокси со далечински управувачи, но овдека најголем дел од она што иде од Кина, Индонезија, Малезија и така натаму, каде што е па и Јапонија. Плюс тоа, нафтата овдека од Саудиска Арабија, сето тоа поминува од овде и овдека иде Италија, Франција или низ Гибралтар, па до северот, па и кон Соединетите Американски држави, кон остатокот од западната хемисфера. Бидејќи ова дојде во криза, огромните бродови со контейнери, како и тогаш кога беа заглавени во Суетскиот канал, овдека кога заглави, мора да кружат, погледнете сега колкав пат. Значи, наместо од тука да поминат, они идат овде, покрај ртот на Добра Надеж, влегуваат од Индискиот во Атлантскиот океан и тоа е километра, па, ајде да видиме. Еве, пат во километри, еве да речеме, од негде тука како би одело. Добро, окей. Не ме сака маусот денеска. Сакам да кажам дека 10-кратно е подолг патот. Подолг пат, поголемо осигурување, повеќе гориво потрошување и едноставно цените растат енормно. Робата касни, стоката касни, стока која касни е секогаш поскапа, паѓа побарувачка, се изреметува целиот пазар. И тоа ќе го почувствуваме прво ние, што сме на дното, а потоа сите други. Ете, тоа е отприлика што сакав да ви го кажам и само уште ова да ви го покажам. Деноју е пред години, ова е 1967 година, Джим Морисон беше уапсен на сцена. Од Дорси. Имаше со една жена позади сцената пред ова да се случи. Полицајецот кој беше задолжен за безбедност не го препозна и го удри со пендрек. Овој кога излезе почна да збори, малце да ги закача и овие се изнервираа суетни полицајците и го апсат еден од најголемите музичари и поети во историјата на човештвото, една од најмаркантните личности која поп културата е создала, Джим Морисон. Лека ноќ и пријатно.